Политичките партии по повеќе дневни долги преговори начелно ги усогласија измените на законите за влада, за внатрешни работи, за медиумите и за изборниот законник, што беа договорени на 20 јули годинава. Представниците на политичките партии кои беа дел од работните групи велат дека законските измени се однесуваат на тоа што го пишува во договорот од 20 јули. Законските измени се очекува да бидат изгласани до крајот на неделата. Ги усогласивме текстовите на сите закони кои што треба да бидат доставени до парламентот и се надевам да добијат поддршка од пратениците во собранието, кои што се резултат на овој договор за спроведување на договорот практично од јуни-јули, со што ќе се отвори патот за одржување на избори. Содржината на законите е таа која што е утврдена во договорот. Горе-доле тоа е она на што е внесено во законите. Нормално се дискутира секогаш кога се прави закон, во кој контекст се мислело, кој збор да се употреби и така натаму, но очекувам дека ова што е договорено е преточено во законот и очекувам дека ќе биде поддржано парламент. Работните групи ги усогласија и деталите околу ад-хок телото кое во предизборниот период ќе го следи известувањето на медиумите. Она што е договорено во договорот сега е преточено во закон. Ништо повеќе, ниту помалку. Јасно станува дека ова ад-хок тело ќе ја следи исполнувањето на одредбите од изборниот закон во период 100 дена пред изборите. И дека сите ингеренции кои што до сега ги имаше практично Агенцијата за медиуми, сега таа ќе ги спроведува врз основа на оценки од страна на ад-хок телото. Веднаш по усвојувањето на измените, институциите треба да почнат со спроведување на договореното од пржино. Крајната оценка за спроведеното треба да ја дадат лидерите на 4 партии, кои на 31 август ќе седнат на заедничка маса и ќе потврдат дали условите за одржување на фери демократски избори се усвоени и дали 11 декември е датумот за предвремените парламентарни избори.